Обштествената одговорност е бизнис пристап што оди подалеку од остварувањето профит. Тоа е придонес на компаниите кон општеството, подразбира етички норми, одржливост на животната средина, ангажман за заедницата и се разбира секако фер однос кон работените. Со интегрирање на општествена одговорност во своето работење, бизнисите го подобруваат својот углед, градат доверба и создаваат долгорочна вредност за општеството. Во денешниот свет, општествената одговорност не е само корпоративна обврска, таа е моќна сила за значајни промени. Нова тема на панелот посветен на општествената одговорност, кој се одржува во склоп на атлетскиот викенд Охрид трчат, ќе разговарам со истакнати соговорници од различни индустрии, кои ќе ги споделат своите искуства, практики и визии за позитивните промени во заедницата. Мои гости се Поликсена Јанкуловска, регионален маркетинг менаџер во Бимилк, Така е. господинот Клемен Турк, менаџер во ЛТХ Леарница, господинот Виктор Дојчиновски од Костал Македонија, инаку одговорен за човечките ресурси во компанијата, и господин Александар Митковски, сособственик на Спорт Клаб. Добре дојдовте. Добре најдовме. Ви благодарам на сите што се озвавте на поканата на организаторот Охрид трчат и што ќе споделите искуства на исклучително важна тема за нашата заедница, како што е општествената одговорност, како еден од темелите за подобрување на состојбите во заедницата преку позитивни примери, поддршка на манифестации и општествено корисни активности. Панелот, да напоменам, се пренесува во живо на дигиталните платформи на Охрид Ньюс на социјалните мрежи и на платформите на атлетскиот викенд Охрид трчат, така што пораките кои ќе ги испратиме денеска тука од овој панел ќе стигнат и до пошироката јавност. И отворам ова дискусија со, ајде да речеме, конкретни примери на поддршка, со акцент на спортот, кој е повод за што сме нели сите собрани тука денеска. Од тука моето прашање до сите вас, како вашата организација, компанија ја практикува општествената одговорност во локалната заедница и дали спортот има место во вашите активности? Започнувам од дамата. Како единствена може прва да се обратам. Првично драго ми е што еден ваков панел денес тука се одржува. Морам да споменам дека Бимилк е фирма со над 70 години традиција и ако говориме за општествена одговорност, уште во развивањето на своето портфолио и нашата мисија е развивање на производи квалитетни, кои што се грижат за здравиот раст и развој на своите потрошувачи, би рекло, и пред се децата и младите. И кога збориме за општествена одговорност, како што споменавте, има разноразни платформи, и тоа за да го интегрираме, ние развивме една корпоративна платформа за општествена одговорност под името Растеме заедно, каде што дефинитивно и спортските активности се неизоставен дел од таа платформа, имајќи во предвид дека спортот како област е дефинитивно една од најважните области за развој од најмала возраст па се до со годините како што оди и понатаму и поголема. Така што ваквите иницијативи како Охрид трчат дефинитивно треба да има дел во една општествена одговорност на секоја една фирма. Ние имаме должност во заедницата во која што ствараме, заедницата која што ги купува нашите производи, која што ни овозможила да действуваме во ова поднебје, да кажем, да возвратиме, а токму тоа е таа општествена одговорност кога возвраќаме на локалното население, во едукација на младите, во едукација на спортски активности и преку поддршка на вакви настани. Господине Турк, ЛТХ Леарница е дел од многу спортски настани и со тоа ја покажува својата определба да го поддржува спортот. Се разбира, сте дел изминатите години, ќе бидете и ова година од Охрид трчат. Како во тој правец оди поддршката за заедницата и како ја практикуваат општествената одговорност, има ли место спортот и колку има место, се разбира, во вашето делување? Да, фала на питање. Општествена одговорност
во нашата компанија е една од главних вредности која имаме како компанија. Не е ова само морална обврска, како и дугорочна инвестиција во поздрава, поактивна, поединствена заедница. Наши клучни иницијативи во општествена одговорност и спорт, имаме ангажман со локални училишта, со образовни центри, менторски програми, волонтерски програми и охрабруваме нашите вработени да учествуваат во овие програми. Веруваме во развој преку спорт. Веруваме дека спорт е една јака сила која гради дисциплина, карактер, тимска работа, како и поздрав начин на живот. Така да поддржувамо млади спортските лиги, заеднички турнири, имамо акција за доаѓање на работа со точак. Веруваме дека не е ова само да се стигне до некоја физичка активност, туку и да се ствара општествена припадност и социјална кохезија. Така да спорт сигурно има место во нашите активности и групација, централно место, да. Дочиневски Костал Македонија редовно ги поддржува спортските манифестации кои се одржуваат во овој регион, но и пошироко, не само Охрид трчат, го поддржувате и пливањето и други манифестации, но тоа веројатно не е се од општествена одговорност во тој правец. Да, благодарам на Охрид трчат за поканата да сме овдека дел на овој панел. Благодарам Горан за твојата сеопфатна дефиниција за тоа што всушност значи општествена одговорност, поаѓајќи од одговорниот однос кон вработените до одговорниот однос кон општеството и враќање назад на многу од тоа што општеството нам ни дава. Костал Македонија е веќе 9-та година во Охрид. Следната година заедно со Охрид трчат ќе славиме 10 години. Костал Македонија е веќе 9 години општествено одговорна компанија, враќајќи назад на општеството многу од она кое што го добива од него. Ние сме неизоставен дел од Охрид, и би рекол од поширокиот Охридско-Преспански, Ресенски, Струшки регион. И нормално нашата корпоративна општествена одговорност е повеќе димензионална. Како навраќање на твојата дефиниција, таа се огледува во поддршката на образованието. Ние сме дел на, заедно со Леарница, на дуалното образование. Исто така сме поддржувачи на културата, еден многу познат од светски рамки фестивал, исто сме поддржувачи. Поддржувачи сме на она кое што ти го нарече одговорен и одржлив однос кон животната средина. Скоро бевме поддржувачи на една голема акција за чистење, Генералка Викенд. Ние сме поддржувачи на Охрид трчат, на Охридскиот пливачки маратон, меѓутоа не само но и големиот и сите оние други помали или придружни активности кои што се кон Охридскиот маратон. Го поддржуваме велосипедизмот, скоро бевме поддржувачи на една трка преку на оближните планини. Исто така, она што е всушност карактеристично за Костал Македонија е што настојува своите вработени не само да биде извор на пари, односно да парично да го помага, туку напротив да ги поттикне своите вработени кон волонтеризам, кон одговорно однесување, така да утре ќе земат учество повеќе од 120 вработени на Костал на Охрид трчат. Александар? Благодарам за поканата. Нашата фирма е релативно млада, но во тоа кратко постоење, уште самиот старт од првата година, имавме чест да бидеме контактирани од Охрид трчат, каде што со задоволство прифативме да уште првата година да настапиме, да кажам, сериозно, да влеземе, поради тоа што нашата компанија се занимава со спортска работа со спортска опрема, спортски обувки и останати реквизити. Од самиот старт нашата цел е да, поради тоа што сме фирма за спортска опрема, да го поддржиме спортот колку што можеме максимално. Вратата ни се отвори сериозно уште од самиот старт со
Охрид трчат, која веќе тогаш беше сериозна, да кажам, организација на ниво на Македонија. После Охрид трчат не се отворија и многу други врати, бевме во Струга, Гевгелија, Велес, сите тие трки. Исто така од пред 2-3 години сме и во делот со трейл трчањето, значи тие трки ги поддржуваме максимално поради тоа што има сериозен потенцијал во Македонија, значи не е постигнат тој потенцијал. Се стремиме таму да ги поддржаме максимално и организаторите и сите учесници. Исто така имаме соработка со многу сали за вежбање, теретани, разни настани, значи каде што има простор, зборам за промоција на здрав живот, активен живот. Ние сме значи присутни секогаш каде што е потребно. Спортот не е само здрава навика, не е само амбасадор и репрезент на одредена држава или на одредено место, Охрид во случајов. Исто така тоа е инструмент, би рекол, за позитивни промени во општеството. Во тој контекст на кој начин иницијативи како Охрид трчат може да бидат алатка за градење поодговорно општество и потикнување на социјална инклузија. Може повратен ред сега од Александар да почне. Пак ќе се навратам на Охрид трчите на нашиот почеток. Значи ние уште од тоа што го видовме првата година, таа енергија која што беше тука, сфативме дека сакаме и наредна година да бидеме тука, поради тоа што видовме дека значи фактички преку Охрид трчат целата земница, зборам, во Охрид и останатите места околни, колку се ангажирани и посветени за да се постигне тоа што е Охрид, една сериозна организација, сериозен настан каде што има простор за секој да се докаже и покаже колку е спремен, колку може, и сметам дека значи само позитивни работи може да донесе, значи поради тоа што се пропагира здравиот начин на живот, волонтерите тука се приклучуваат, значи и останати и од училиштата, сите помагаат за да го сварат тоа што сакаат, односно заедничката цел, еден успешен, да кажам, викенд настан, што може да се гораде и Охрид и Македонија. Да, дефинитивно дека спортот е важна карика во обезбедувањето на инклузивно општество, бидејќи им давате шанса, им давате можност на еден голем број, еден поширок круг на луѓе да се занимава со спорт, да трча, иако аматерски, сепак да покаже дека може, знае и уме. Од друга страна, ваквите активности, односно манифестации, во големо помагаат на промоција на Охрид, или Охрид и пошироката околина, бидејќи Охрид живее за овој викенд, за овој маратон, и би рекол дека стана нешто, Охрид трчат стана нешто по кое што Охрид се препознал. Од контактите што ги имам надвор со луѓе со кои што порано сум соработувал, кој ќе им кажев каде си и каде работиш, порано беше Охрид и езеро. Сега кој ќе кажам да, во Охрид сум, таму каде што имате маратон, така да и тоа е една од бенефитите на ваквите настани. И секако вклученоста на вработените, на поддржувачите, вработените, нивните вработени, волонтерите кои што доаѓаат, кои што помагаат, кои што живеат со еден ваков настан. Господин Клемен? Да. Иницијативи како Охрид трчат имат една уникатна можност да соединуваат и заедницата и да поттикнуваат социјална кохезија и уклученост во заедницата. Самиот настан промовира трчање за деца, трчање за сите возрастни групи, промовира добробит и здравјето на сите вклучени во Охрид трчат, на волонтери, на учесници, на локалните фирми. Независно од возраст, независно од спол, независно од способност или ниво на физичка подготвеност, така да тоа е супер. Детските трки, посебно во соработка со училишта, имат добар позитивен ефект на деца, им дават цел, зголемуваат нивната самодоверба и гради нека општествена одговорност, припадност. И за фирмите ова е супер начин
да може ферма нешто вратит на заедницата. И со тоа гради се локална економија која не е базирана само на профит, туку и на општествени вредности. Така, госпоѓа Јанкуловска, бројот на учесници на манифестацијата расте од година во година и веројатно тоа доволно зборува дека манифестацијата е препознаена и оттаму веројатно и силната поддршка која има и сето тоа создава една позитивна енергија која може нели да понатаму во заедницата да поттикне и многу други индивидуални, колективни, корпоративни успеси. Она што би напоменала, бар од мое видување на ние во изминатиот период, јас сум 15 години во Битолска млекара и сме имале многу организации, дури и самостојни на спортски настани, како Балансираме заедно, Олимпијада плюс, кои што биле години уназад и знам која е тежината за организација на еден настан каде што можеби ние сме собрале 500 учесници, а токму сега 2400 како нов рекорд постигнат од Охрид трчат и како е захтевна организација и работа. Меѓутоа, од друга страна, зошто Охрид трчат го постигнува овој рекорд и од година во година е поуспешен, едно мое субјективно гледиште пред се за организаторите на овој настан, е дека веруваат и со љубов го работат истото. Кога нешто работи со љубов, резултатите се неизбежни. Воедно Охрид трчат не е само спортски надпревар и трк. Имајќи во предвид дека во трендот на маратони и спортски настани изминатите 2-3 години имаме бројни настани и побарувања за вклучување, меѓутоа Охрид трчат е една заедништво и приказ на тимска работа, мотивација, има можност буквално од различни профили, од вистински професионалци, спортски, до фамилиарни луѓе со деца кои што трчат и најразлична забава нуди и тоа се осеќа и се чувствува и во организацијата на настанот и затоа верувам и очекувам дека Охрид трчат има само можности да оди напред. Реализацијата на општествено одговорни проекти не е сигурно лесна работа. Во реалност постојат предизвици кои треба да се надминат. Кои се најголемите предизвици со кои се соочувате како општествено одговорни компании при спроведување на вашите проекти и како ги надминувате проблемите со кои се соочувате евентуално? Како лидер во млечната индустрија, верувајте дека се трудиме во сите области на општеството да помогнеме. Од најранливи групи на граѓани кои што основните продукти им се млеко и млечни производи за секојдневие, па се до спортски настани кои што едуцираат, на долг рок да ги развиваме, да ја едуцираме младината зошто истото тоа потребно. И има разноразни области во кои што сега не би ги споменувала сите, меѓутоа она што сметам дека ни недостига, вклучувајќи ги овие спортски активности, е едно системски пристап на сите тие настани што се организираат на ниво на Македонија, бидејќи сметам од аспект на бизнис клиент, многу полесно ќе ни биде да направиме селекција за вклучување, каде што ќе можеме да кажеме на кој начин нашиот бренд одговара за одредена тематика и како најадекватно да бидеме застапени. Не секое вклучување во општествено одговорно делување со вклучување на нашата бренд приказна е соодветно, а од друга страна ние го претендираме начинот да, ако веќе поддржуваме настан, ние сме партнери со организаторот и допринесуваме за содржини и организација помош во делот на тие настани и иницијативи кои што се превземаат. Господине Клемен, кои се предизвиците со кои се соочувате како компанија при ваквите активности? Од аспект на компанија, за нас многу важно е да иницијативи се усогласени со вредности од нашата компанија. Тоа значи да сакаме безбедност, професионален настап, инклузија. Еден предизвик е имаме ограничени ресурси и персонал за тие активности. Наша основна работа е производство на алуминиумски одливки, но сепак сакаме да сме вклучени во тие активности и како колегица спомени, за нас многу важно е да се ствара долгорочни релации со иницијативи. Не сакаме еднократни настапи или проекти, сакаме долгорочне релации. Предизвици, ние секоја година баџетирamo и планирamo тие активности, така да након толку години доста лесно е имплементирано, некако иде секоја година, окей. Да.
Дојчиновски под притисок ли е буџетот на Костал кога се во прашање вака општествено одговорни проекти, пред се нели поради барањата од заедницата различни се веројатно и соодветни, а можеби има и кои не се доволно соодветни. Да, секако, како што кажа Клемент, нашата првична, најглавна цел, односно она што всушност не, како би рекол, заради што постоиме, тоа е производството и за да ги задоволиме барањата на нашите клиенти. Дел сме на автомобилската индустрија, таму во секој случај нема многу можности за грешка или можности за чекање. Од друга страна, ваквите настани кои што нели се покриени, односно значат корпоративна општествена одговорност, значат ангажирање и на значителни материјални средства и на ресурси кои што ќе треба да се занимаваат заедно со организаторите на поддршка, организирање внатре на вработените и слично. Од оние предизвици со кои што сме се сретнале, би наброил два, односно само би го потенцирал она што Клемент го спомена, тоа е што не секогаш постои идентификација на она што се темелни вредности на компанијата со она што се темелни вредности или цели на некои проекти од заедницата. И второ би рекол дека е некогаш кај ваквите проекти проблем што се изгледа дека компанијата која што се јавува како поддржувач е далеку попрофесионална, поподготвена одошто самиот организатор. Сме се сретнувале и со такви барања или случаи да, иако цениме дека е окей, да поддржиме некаков настан, сето тоа барање дошло по заклучувањето на нашите буџети, а ние сме врзани со рокови во кои што треба да ги подготвиме и поднесеме на одобрување буџетите за спонзорство и донации, и за жал некогаш сме морале да одбиеме добри, вредни проекти заради тоа што не биле поднесени на време или пак им требало далеку повеќе време да се доподготват на начин како што ние сме очекувале. Од наше искуство, повторно ќе кажам, досега, сме немале некои, да кажам, силни предизвици поради тоа што, како што каже господин Клемент, ние целиме кон тоа да на долгорочни стази да работиме и при самите први контакти со организатори, на настани, на трки, ние гледаме да имаме пријателски однос кој се базира на доверба, но и на тоа да знаеме точно кои се нивните барања, кои се нашите барања, цели, очекувања, се тоа да биде што е можно пореално за да можат лесно да се надминат сите недоразбирања потенцијални за да се постигне заеднички договор. До сега со сите организатори сме имале одлични односи, одличен пристап од нивна страна. Ние максимално професионално нашиот дел сме го завршувале, сме задоволени тоа што сме ветиле и затоа функционираме толку време кога што функционираме. Со Охрид трчат со Иван и Јоне, еве 6-та година. Се надевам дека уште многу години ќе функционираме, исто така и со останатите трки. И целиме кон тоа, како што кажав, долгорочно да гледаме, да не биде тоа се од денес до утре, да биде баш како што треба, баш професионално да го одиме цел пат. Како приватни компании кои доста прецизно ги креирате вашите буџети, ги одредувате целите каде што ќе делувате надвор од основната дејност на компаниите, кој е вашето мислење за соработката со институциите, бидејќи многу општествено одговорни проекти се поврзани и со соработка со јавните институции? Каква е таа соработка? Може ли да се подобри и како во тој правец за подобро утре на заедницата? Како треба да функционира таа соработка помеѓу приватниот сектор, добрите идеи и јавните институции? Може од Александар. Јас често гледам да разговарам со сите луѓе кои што се инволвирани во организациите на овие настани и поради тоа што јас одам на сите, да кажам, настани трки по сите градови, гледам низ примери да видам како функционира тоа всушност. Ќе бидам искрен на почетоците наши, кога почнеме да одиме по овие настани, приметов дека во разговор со сите организатори дека нема доволно поддршка од институциите,
од тоа што значи било ветено се надевале, но сепак гледам во последниве неколку години така да се изразам, се повеќе има слухи, јавните институции, локалните самоуправи, значи полесно да кажам ги препознаваат залагањата на сите луѓе инволвирани во тие организации и сметам дека нели секогаш има простор за подобрување, но мислам дека се на добар пат, поред тоа што пак ќе кажам се повеќе имаат и разбирање и сваќаат каква е нели општа добробит за целото, да кажам, целиот регион, целиот град, цела држава, така да сметам дека во добра насока се движат тие работи, моje мислење. Дојчиновски, вашите искуства во овој поглед? Да, од моја страна јас би истакнал позитивната и одличната соработка која што ја имаме на ова поле со локалната самоуправа, со во однос на некои други проекти и со другите органи на власта, односно на јавните институции, кои што препознавајќи го значењето на Костел Македонија за македонското општество, за македонската економија, секогаш биле добронамерни, благонаклони кон активностите кои што Костел Македонија на полето на корпоративната општествена одговорност ја пројавувал, односно покажувал. Овдека би ја споменал поддршката која што ја добиваме во однос на други сегменти на корпоративната општествена одговорност, како што е поддршката на образованието, дуалното образование. Исто така би ја истакнал, можеби не се органи на државна управа, јавна власт, меѓутоа се поддржувачи на Костел Македонија во однос на корпоративната општествена одговорност, тоа се стопанските комори, Германската стопанска комора, Стопанската комора на Македонија, на Северна Македонија, така да сето тоа е всушност еден одраз дека на ова поле имаме соработка која што само би ја истакнал како позитивна. Господин Клемен, вашите искуства? Да, моето искуство тешко кажам како беше пред 5-10 години, али од моето доаѓање во Охрид пред 3,5 години гледам позитивна промена. Се повеќе фирми, луѓе се уклучават во иницијативи врзани со спорт, со здравје, со еколошки акции. Гледам и јако позитивна промена во град Охрид. Се градат, се поправат улиците, има се повеќе велосипедски патеки, повеќе спортски објекти, така да има подобрување, но сепак има можност да ќе биде боле. За овие ствари мислим да потребна е нека национална стратегија со јасни споделени цели и со дугорочна стратегија. Лично верувам да со поголеми ангажма од јавноста и фирми и институции ќе следат. Тоа е најважна ствар. Како ги оценувате како партнер јавните институции во вашето делување? Ние сме имале соработка со повеќе јавни институции во различни домени и со невладени организации во делот на општествена одговорност, платформи и едукативни работилници, дали е тоа Министерство за труд и социјала, Министерство за образование, каде што најмладите се засегнати и сме имали многу успешни проекти. Дури можам да се пофалам дека сме го добиле пред 10 години заедничка иницијатива наша и на невладина организација доби признание на европско ниво за најдобра општествено одговорна пракса и тоа беа токму градинките вклучени во истото. Ако говориме за локалните самоуправи, верувам дека и имаме одлично искуство и со локалната самоуправа во Охрид кога сме организирале спортски настани и во Битола, од каде што ние дома на фирмата. Би рекла дека она што сметам дека треба да го направиме е дека бизнис секторот е тој што ја дава иницијативата. Како што спомена и господин Дојчиновски, ние сме тие што ја имаме организацијата, ноу-хау на таа организација на настани, а институциите се тука да ни возможат и да не поддржат.
во организација на тие настани и мислам дека и Клемент спомена дека треба да имаме една заедничка развојна платформа каде што можеби на годишно ниво ќе се направи долгорочна стратегија кои се клучните поенти за општина Охрид, за општина Битола на национално ниво во кои што и ние како бизниси и поддржувачи треба да се вклучиме, а ќе има крајни развојни цели дефинирани унапред. За да не лутаме на некој начин што е она што е за добробит на општеството и да ги интегрираме стратегиите и на општината, на локалната самоуправа и на националната стратегија, а воедно тоа да се испланира и во нашите буџети на работење. Бидејќи кај нас тоа на долг рок се планира. Дали е 3, 5, 10 години унапред, тие развојни буџети доколку унапред ги дефинираме, ќе знаеме и долгорочни цели, само така може да има успех, да не е еднократно и краткорочно. Да, од исклучителна важност е нели да се таргетираат вистинските потреби на заедницата и таму да биде насочена целокупната енергија, веројатно и резултатите би биле подобри. За крај би сакал да отвориме уште една тема која лично сметам дека е исклучително важна и значајна, а тоа е волонтеризмот и потикнувањето на луѓето доброволно да се вклучат во општествено одговорни или корисни активности. Како да се мотивираат граѓаните и помалите бизниси да станат дел од општествено одговорни иницијативи како што е Охрид трчат. Тука имаме огромен број на волонтери, не се само 2400 надпреварувачи за сето тоа да функционира и да изгледа така како што изгледа за време на Петскиот викенд. Се грижат стотици и стотици волонтери, се разбира службите на јавните предпријатија, полицијата, пожарната, медицинскиот персонал и така натаму. Јас сметам дека најдобра мотивација е давање на добар пример. Ние како фирма даваме пример дека поддржуваме иницијатива која што е за општото добро. И верувам кога ќе се почувствува истото какво влијание има на општеството. Еве вчера беше ноќната трка на Охрид трчат, таа позитивна енергија која што вчера од Куба Либре до тука беше, стварно не те остава рамнодушен и те поттикнува утре ден со себе уште еден да победиш за да го почувствуваш расположението и допринесот на една таква организација. Воедно би споменала јас ете минатата година ние сме 230 вработени во Битолска млекара и се вклучивме во генералка викенд каде што се и Костал и немаше вработен кој што не се вклучи во чистење на животната средина, да кажам, и мајки во предвид дека со тоа даваат пример како треба општеството да изгледа, средината во која што сите ние живееме. И верувам дека и малите бизниси, кога ќе видат дека едни поголеми фирми направиле допринос за самиот град, можеби во кој што функционираат, каде што се вклучуваат и нашите вработени во трката, во организацијата, каде што ќе ги видат примерите и останатите фирми што ги дават, дефинитивно ќе сакаат да бидат дел од таа приказна. И токму еве оваа година ние ден пред Охридскиот маратон организираме и спортски настан за загревање за Охридски маратон, каде што има можност да се вклучат и оние кои што се тркачи, маратонци, утре на трката, меѓутоа и оние кои што сакаат се спортски ентузијасти, да се рекреираат и да се запознаат со нашето портфолио и на тој начин верувам дека кога ќе има се повеќе такви делови на спортски активности поразлични од една основа и од година во година се развиваат, секој би сакал да биде дел од некоја убава приказна. Господине Клемент, како да го поттикнеме волонтеризмот? Во град како Охрид, где има локална гордост, заедница, како и туризам, треба да се погодимо и во емотивна и во практична вредност на овакви настани. За малите бизниси тоа значи да има видливост на бренд, да имат опција да се промовираат и продават нивните производи. Битно е да се знае која компанија поддржува Охрид трчат и да има промоција на социјални медии, а за граѓани најбитно, најважно сметам да е да се од овакви настан направи славје, не туку само да иде за трка. И мислим да успешно Охрид трчат веќе овие работи, така да би само охрабрил, нека продолжат со ентузијазам, со позитива и ќе бидат секоја година подобра. Дочиновски трек има 2400 победници.
Сигурно дека ќе има 2400 победници, а уствари ќе има победници толку колку што има жители Охрид или пошироката средина, бидејќи сите тие ќе бидат победници на овој настан и заради тоа што се одлични домаќини, и заради тоа што се одлични спортисти, и заради тоа што се одлични поддржувачи на вакви настани. Јас се согласувам со Поликсена во однос на тоа дека големите компании мора да бидат знаменосци, односно да ги мотивираат и помалите компании да се вклучуваат кон вакви настани, тоест поголемите, помоќните, и по број и по профит компании мора да предначат во ваквите поддршки на ваквите иницијативи, за да можат помалите всушност да извлечат пример од нив. Сето тоа е важно, меѓутоа важно е и да има, би рекол, свест кај граѓаните дека кога веќе компаниите даваат, кога веќе компаниите се согласни, учествуваат, помагаат, дека и тие со својата масовност, со својот волонтерски пристап, исто така треба да возвратат. Токму тоа е всушност причината заради која што ние со нашите вработени одиме еднаш, два пати годишно на планина, на Галичица. Тоа е причината зашто учествуваме во активности какви што се Генералка викенд. Тоа е причината заради тоа што сакаме да дојдат што е помасовно наши вработени, за да можат тие со себе да земат нивни блиски, пријатели, роднини, партнери, сопрузи, сопруги, за да што е можно повеќе се омасови ваквиот настан. И заборавив претходно да споменам, да, и ние сме дел на други пропратни придружни активности или на Охрид трчат, како што е и детската трка, и тоа ми се чини дека е една од изворедните иницијативи за да се вклучат најмладите, уште од најмали нозе, да знаат што е спорт, да знаат што е волонтеризам, да знаат што значи да се надпреварува, да се учествува или да се биде дел на еден поширок тим кој што настапува на една ваква манифестација. Александар, за крај. Ќе се согласам со моите соговорници, значи мислам дека работите најдобро функционираат преку примери. Примери, значи до сега мислам дека има мал милион. Сите фирми кои продефилирале изминатите години низ Охрид трчат, оставиле свој белег, се потрудиле не достават свое име. Сметам дека доволно е само да излезат луѓето на улица за овие 3 дена да видат каква е енергијата пред се, значи феноменална, атмосферата пред се, за да сватат дека нели суштината е таа, значи да се помага меѓу себе, да се сплотат сите, да се постигне некоја заедничка цел. Охрид трчат, ја мислам дека повеќе од одлично ги возвраќа на компаниите кои што се спонзори, со соодветно нели значи рекламирање на социјални медиуми, општо значи во текот на целиот викенд, така да сметам дека тоа е, да кажам, основата, да се види енергијата, да се почувствува, затоа што стварно е единствено чувство каде што градот дише воено, значи буквално сите се мотивирани, сите работат, сите придонесуваат. Тука некаде е крајот на панел дискусијата посветена на општествената одговорност, што ја иницира спортската манифестација Охрид трчат, која со концептот и начинот на делување, вклучување на заедницата во настанот, потикнување на инклузивноста, промоцијата на Охрид и ширењето на позитивна енергија на секаде низ светот, е пример за општествена одговорност, како што тоа се и компаниите, чии представници беа дел од ова панел дискусија, Бимилк, ЛТХ, Костел Македонија и Спортлаб. Ви благодарам на учеството, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте, со напомена дека во недела, 1 јуни, во 8 часот и 15 минути, стартуваат официјалните трки на 9-то издание на Охрид трчат, оваа година со рекорден број надпреварувачи над 2400. Пријатно!